Има збор госпоѓа Ласовска Благица, повелите. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван заменик министер за финансии. Дозволете сосема накратко да го искажам своето мислење по однос на овој предлог закон. Значи, предлог законот за трансформација на работен однос кој што денеска е пред нас, ќе го оценам како исклучително позитивен закон. Ова не е само мое мислење, туку е и мислење на јавноста, на сите засегнати страни, со кој што овој закон конечно ќе го регулира нивниот статус на вработено лице. Откако вчера владата ја објави намерата, не стигнуваат позитивните реакции од јавноста и со трпение се очекува неговото донесување. Со нетрпение. Ја поздравувам владата за овој решителен чекор и нејзиното чувство за илјадниците граѓани кои што работат веќе со години под договор на дело, волонтерски договор, истравуваат за својот работен статус. Овој закон ќе донесе радост во многу семејства кои што имаат лица во работен однос со договор. Многу воспитачки, негувателки во детските градинки, болничари, хигиеничари, медицински сестри и друг персонал во здравството, образованието, јавните предпријатија кои имаат вработено на ваков начин, ќе бидат конечно спокојни, бидејќи на нивните исчекувања ќе им дојде крајот. Во мојата пратеничка канцеларија, а верувам дека и во канцелариите на моите колеги, многу често имам средби со мои сограѓани кои својот статус не можат да го регулираат со години. Таков е случајот со негувателките и воспитачките во градинката, работниците кои ја одржуваат хигиената во градот, здравствените работници, лаборанти, медицински сестри и слични категории на граѓани. Со изгласувањето на овој предлог закон, нивната загриженост конечно ќе ја снема, а јас заедно со нив го споделувам задоволството што оваа влада покажа исклучително чувство да го препознае овој проблем, но и да најде начин истиот да го реши. И не знам по кој пат да докаже дека работи за потребите на своите граѓани, работи за нивните интереси и постојано бара начин и форми за решавање на секојдневните проблеми на граѓаните на Република Македонија. Значи, сосема накратко ќе објаснам дека со овој закон, поточно во член 1, се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено време на лицата ангажирани со договори, кои извршуваат работа во органите на државната власт, установите од областа на културата, здравството, образованието, детската и социјалната заштита, основани од Република Македонија и единиците на локалната самоуправа, како и јавните предпријатија, фондови, заводи, чиј основач е Република Македонија. Членот 2 укажува на тоа дека трансформирањето во работен однос на неопределено работно време може да се искористи исклучиво за лицата кои извршуваат работи врз основа на договор во период од најмалку 3 месеци, сметано до 30.11.2014 година, ако имаат непрекинато важечки договори. И пред малку слушнавме од колегата Крсто Муковски дека овој член е подобрен и појаснет со амандманска интервенција. Со членот 3 се дообјаснува начинот на донесување на договорите и тоа: решенијата за вработување за најмногу 35% од вкупно ангажираните лица стапуваат на сила со нивно подпишување, решенијата за вработување за најмногу 35% од вкупно ангажираните лица стапуваат на сила од 1.12.2015 и трето, решенијата за вработување за преостанатиот број од вкупно ангажираните лица
стапуваат на сила од 1.9.2016 година. Приоритет на вработување има лицето кое што е ангажирано во институцијата најдолг временски период. Министерството за финансии задолжително дава согласност за трансформација на работниот однос на неопределено работно време на барање на институциите. Накратко, значи, тоа се најважните детали од содржината на овој закон, кој што, како што кажав и предходно, е позитивен за илјадници граѓани на Република Македонија и од тие причини јас ќе гласам за негово донесување. Ви благодарам. Благодарам.